Време веќе за нашите први денешни гости. Знаете, веќе вообичаено во петок овој термин е резервиран за гости од Аџи-Бадем Систина. Вообичаено на гости ни доаѓаат доктори, но ова утро овде имаме медицинска сестра и медицински техничар. Добро ви утро. Предпоставувам дека денес од еден поинаков агол ќе видим како вие сте ги доживеале овие 15 години јубилеи кои што веќе ги прослави Аџи-Бадем Систина. Ви честитам за сите овие години. Или на тебе ти посакам добро утро и повелете со разговорот. Благодарам за убавата најава. Еве, како што кажа Искра, веќе знаете, овој прв термин секој петок е резервиран за нашите пријатели од клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Ова утро немаме доктори, туку имаме медицинска сестра и медицински техничар. Јас ќе ги представам сега убаво по титули како што треба. Ке морам да го прочитам ова, бидејќи е малку подолго. Андроники Бибовска, медицинска сестра за едукација и тренинзи и специјалист анестетичар. И Ивица Петровски, медицински техничар на одел за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Добро ни дојдовте, добро утро. Ние се видовме веќе половина час сме овде во телевизија. Честитки за големиот јубилеј, 15 години клиничка болница Аџи-Бадем Систина и 24 години Мала Богородица, навистина голем временски период. Како течеше развојот на сестринството низ годините 15 години и 24 години? Добро утро, најпрво поздрав до гледачите на вашата емисија. Па вака, како што знаете, во 2001 година се отвори Мала Богородица Систина, која што се занимаваше само со гинеколошко-акушерската дејност. Подоцна дојде до идеја 2010 година да се прошири таа дејност со повеќе гранки од медицината. Јас сватив малку дел и од старата од Мала Богородица Систина, потоа се префрливме во нов објект. Развојот се одвиваше како и секој развој, се специализираа неколку оддели од кога се проширивме. Сестрите, нормално, медицинските сестри, техничари и друг персонал имаше потреба. Некои дојдоа од државните здравствени институции, некои дојдоа прв пат се вработија во нашата болница, така да низ годините беше многу динамично и интересно. И горди сме на еден ваков јубилеј и на 24 години Мала Богородица и на 15 години Аџи-Бадем Систина. Да. И треба да сте горди на вистина долг временски период. Во што се разликува организацијата на сестрите во вашата болница за разлика од останатите болници во државата? Гледајќи Аџи-Бадем Систина како еден архитектонски градежен објект, како еден гигант однадвор виден, изгледа на вистина грандиозно и убаво. Меѓутоа, душата на болницата, душата и срцето на болницата се внатре, вработените во болницата. Навистина е прекрасно да се работи во болница која што се разликува од другите болници по својата подготвеност. Ке дадам еден мал пример со немилиот настан кој што се случи во Кочани рано изутрина во 4 часот. За половина час после настанот се формираше кризен штаб во болницата и веќе за час и половина екипите беа на терен. Тоа покажува дека во болниците не работиме само ние, медицинските сестри, докторите. Мора да имате бека по сите служби, од шофери, болничари, хигиеничари, правна служба, сите сектори, сите вработени кои што знаат да се однесуваат во итни состојби. Тука се гледа големината на една установа, посебно на една болница, подготвеноста на сите да разберат итноста на нашата професија. Колку медицински сестри и медицински техничари работите во Аџи-Бадем Систина и по какви стандарди? Така, на почетокот, значи, во малата болница, вкупно целиот персонал било околу 200 души. Зборуваме за Богородица, Мала Богородица Систина. За сега да броиме околу 458 медицински сестри, техничари и друг среден персонал. Значи скоро дупло од целиот персонал од малата болница. Ние работиме, како што знаете, по JCA стандардите, кои што се стандарди квалифицирани за безбедност на пациентите и на вработените. Првата акредитација ја добивме во 2016 година, во 2019 реакредитација, во 2023 втора реакредитација, која што беше оценета како најуспешна до сега за Аџи-Бадем Систина. JCA стандардите се стандарди кои што гарантираат безбедност на пациентот. Пациентот е фокус на пациентот е фокус за целата грижа околу него е фокусирана на него. На пациентот. Да.
од приемот до хоспитализацијата, оперативниот третман, постоперативниот третман, има околу 3500 документи кои што гарантираат дека тој не може да биде никако оштетен пациентот. Посетувате, предпоставувам, во текот на вашиот професионален ангажман и семинари, обуки за доусовршување? Да, во склоп на болницата? Работата на медицинската сестри, професионалниот развор се состои во тоа постојано и континуирано се уште да се развива. Не застанува нашето образование со тоа што ќе завршиме формално образование, туку нашиот развој треба да оди и понатаму. Ние работиме по високи стандарди, се запишавме први на картата на Балканот како болница акредитирана по вакви високи стандарди. За да може да ги одржуваме стандардите и протоколите за работа, мора и ние континуирано да се развиваме и да учиме. Одиме постојано на конгреси, во нашата болница работат колешки кои што постојано се предавачи, не само што посетуваат конгреси, туку се предавачи. Ние утре баш имаме еден конгрес, Балкански денови на анестезиологијата, каде што се одржува еден огромен конгрес под мотото безбедност и баш ќе го прочитам подготвеност при катастрофи, нешто што баш во моментот е актуелно. Имаме таму наши сестри предавачи кои што ќе предаваат на докторски конгрес. Во јули месец имаме исто посетен еден конгрес во Виена во Австрија, посветен на едукација и континуиран развој на сестри, така да ги пратиме тие процедури. Да, бидејќи вие сте страники, сте нели баш и тоа, тренер, едукатор, така? Да, со задоволство работам со вакви млади колеги и колешки кои што навистина почнуваат се повеќе и повеќе да не одменуваат нас. Јас конкретно имам учено од сестраники кога почнував да работам. Да, баш пред 20 на години. Да, вие сте колеги. Пред коментиравме колку сме возрастни. Јас сум колешка на неговиот татко, кој што е еден од почетниците на нашата болница и драго ми е што вакви наследници имаме во болницата. Да. Она што е овогодинешно мото на Интернационалниот совет на медицински сестри е грижата на медицинските сестри ги зајакнува економиите. Каков е вашиот став или вашиот коментар околу сето ова? Морам да прокоментирам дека секогаш ние од Македонија се стремиме кон Европа и кон светот. Нашата приказка во Аџибадем Систина е дека ние го донесовме светот кај нас. Сакаме да го споделиме нашето добро искуство, пружаме секогаш рака кон сите установи, се покажавме во едни измодерно тешки ситуации дека навистина можеме да се најдеме како помош на сите установи во нашата држава и тоа е нашето мото, да подадеме рака, да продолжиме со развој и да го пренесеме нашето знаење. Да, само да се надополнам, кога беше трагедијата во Кочани, како што кажа сестра Ники, ние активно учествувавме во згрижување на некои пациенти и поголем дел од транспортите со нашите амбулантни возила. Имате и се уште, мислам, пациенти кај вас, така? Добро, заради заштита на лични податоци не ги коментираме, меѓутоа да, работиме со повредени. И во однос на едукацијата, нели ние сме исто учесници во Македонското здружение на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега. Баш сега имавме конгрес пред 20 на дена во Охрид и првата награда ја освоивме за најдобра тема. Темата беше моја. Баша, ете така, тоа ќе беше и моето следно прашање, честитки. Една интересна честитки. тема, благодарам. Една интересна тема која што тој вид на анестезија се работи само во нашата болница моментално, во Аџибадем Систина. И мислам дека им беше многу интересно на предавач, на слушателите и ја слушаа со големо внимание. Какво беше вашето чувство кога и се уште кои емоции ве носат околу? Прв пат презентирам тема на конгрес, интересно така, задоволен од моето излагање. После тоа нели се уште некој ми честита на работа. Кој не ме видел во меѓувреме. Интересно беше. Мислам, задоволство да приложиш нешто ново, што ќе ги заинтересира слушателите да слушаат со внимание. Да. Сега, оваа недела, односно за 2 недели, е веќе недела на медицинските сестри од 5 до 12 мај. Како вие, кај вас во вашата болница ќе го одбележите оваа една недела на медицинските сестри? И според вас, каков треба да биде ликот на медицинската сестра и која е вашата порака кон вашите колеги? Од 5 до 12 мај ги обележуваме овие два празника. 5 мај денот на акушерките, 12 мај денот на медицинските сестри. Секоја година различно ги обележуваме во нашата болница со едукативни работилници најчесто. Ние не сме по типични прослави, малку повеќе сакаме да се дружиме професионално. Оваа година решивме да формираме
тим на сестри истражувачи. Сестри кои што ќе се бават со научна истражувачка дејност под стручен надзор на етичка комисија и комитет кој што постои во нашата болница. Ивица ќе биде дел од тој комитет и од таа стручна работа и мојата надеж ќе биде дека сите помлади колешки и колеги ќе почнат да публикуваат стручни медицински сестрински трудови, нешто што во нашата држава недостасува. Мојата порака за неделата на сестрите е баш ова, да работиме, да се развиваме професионално, да не застануваме, ама да оставиме и некој белег за помладите генерации, нешто што може да се прочита и да се надогради понатаму. Каков треба да биде ликот на медицинската сестра? И техничар. И медицински техничар, затоа ја погледнав. Не мора да значи дека ова е само женска професија, нели? Да. Сепак имаме и медицински техничари, така се нарекуваат мажите кои што ја работат работата на медицинските сестри, така да подобјасниме. Поголем број медицински техничари има така? Да. Еве, Ивица, според вас, каков треба да биде профилот на медицинскиот техничар? Па најпрво да биде професионален, да си ја сака работата, што е многу битно. Нормално да си одбере гранка која што ќе го исполнува, што ќе сака да ја работи, како ја, например, анестезија интензивна нега, што се вика, ми се во срцето. Си ја сакам работата многу, професионалност, колегијалност да има, за да биде една комплетна целина. Да. Сега, пред крајот на овој разговор, јас сакам само да кажам дека вие двајца сте колеги. Сестра Ники кажа дека работела со вашиот татко и дека сега вашите почетоци пак се врзани со сестра Ники, оно што вас двајцата ве спојува, не само професионално или медицината, туку вие се занимавате и со спорт. Колку имате време да спортувате и колку спортот ви помага да ве оттргне малку од секојдневниот стрес кој што го носи, поготово вашата работа во интензивна нега. Претпоставам, за мене може би една од најтешките гранки во медицината. Па вака, спортот мене ме исполнува. Секој слободно време го користам да спортувам, најчесто возам велосипед и играм фудбал. Составен дел од животот, нели? Ние мора да бидеме пример за граѓаните. Исто така ние имаме и во склоп на болницата имаме екипа фудбал, која што еднаш неделно играме фудбал. Има бизнис лига за сите компании во Македонија, од здравствениот сектор само Аџи Бадем Систина е представник. Така да, што се вели, составен дел од животот. И издувен вентил, нели, од стресот и од обврските кои што ви ги носи работата. Сестра Ники, вие сте биле кошаркарка, така ми кажа. Да, секој работно утро почнува со вежбање во премиум центарот. Огромен поздрав до екипата на премиум центарот на Систина. Прекрасно е да го почнете денот здраво и убаво, да оставите негативната енергија таму и да влезете во болницата со позитива. Имаме тимови, со Ивица сме дел од Систина Ран тимот. Тоа се волонтери, колеги, колешки од сите сектори кои што трчаат на различни трки. Имаме дури и маратонци со сериозни времења, наши колеги, доктори, сестри, техничари и така натаму. Оваа година сме домаќини на бизнис Ран трката. Таа ќе биде на 12 јуни, ќе се одвива на кејот на реката Вардар. Повелете сите бизнис компании, посебно здравствениот сектор, да дојдат да се подружиме, да споделиме здравје и радости. Толку ни е веќе времето предвидено за овој разговор. Вие си имате ваши обврски, треба да се враќате на вашето работно место, да не ве чекаат пациентите. Мислам дека од веќе ви е почнато работното време, така? Да. Ви благодарам многу. Честитки уште еднаш за овие навистина високи бројки и на пациенти и на јубилеј 15 години клиничка болница Аџи Бадем Систина, 24 години Мала Богородица. Однапред ви го честитам денот, неделата на медицинските сестри и медицинските техничари. И се надевам ќе има можност и прилика да ни гостувате повторно овде во нашата емисија и да се гледаме само за убави моменти. Благодариме на поканата.